Добар ден, ученици! Добро ни дојдовте во училница. Денес ке реализираме час по македонски јазик наменет за прво одделение. Јас сум наставник Лиле Велјановска, вработена во Основно училиште Свети Климент Охридски, село Драчево од Скопје. Со реализирањето на денешниот час ќе ги постигнеме овие цели: учениците да развијат љубов кон драмската уметност, учениците да се оспособат за слушање, разбирање и доживување на содржината на прочитан драмски текст, учениците да ја ценат и почитуваат живата природа како битен услов за живот, активно да се вклучат во заштитата на природата од уништување, учениците да го прошират и збогатат речникот со нови зборови и изрази. Најпрво ќе се запознаеме со новото другарче. Добар ден, другарчиња, ајде да се запознаеме. Јас се викам Владко. Книгата за мене е другарка права, таа секогаш знаење ми дава. За денес гатанка ви носам, кратка, лесна и интересна. Слушајте внимателно. Да слушаме за да погодиме за што се работи, односно кој е одговорот на гатанката. Среде соба високо, таа ни стои, и ја красат играчки во илјада бои. Што мислите? За што се работи? Кој е одговорот на гатанката? Сигурно погодувате. Зошто? Затоа што дел од песничката која што сите дечиња ја знаат и ја пеат на новогодишната ноќ. Токму така, новогодишна елка. Ви се допаѓа? Да, и мене многу ми се допаѓа. Токму за една новогодишна елка се работи во содржината која што денес ќе ја обработиме. Односно, ќе обработиме драмски текст со наслов Случка во новогодишната ноќ. Драмските текстови, деца, ученици, може да ги гледаме изведувани на сцената со актери или можеме исто така и да ги читаме. Јас овој драмски текст денес ќе ви го прочитам, а вие активно ќе слушате и ќе ја разберете содржината, потоа можете да поставите прашање или ако сретнеме непознат збор, секако ќе треба да ви го објаснам, а вие да го препознаете кој е тој непознат збор. Лица кои учествуваат во овој драмски текст се раскажувачот, детето Елка, арамиите и малото девојче. Еднаш во еден град се појавија кратци, арамии. Значи, веднаш стигнавме до непознатиот збор. Арамиите се деца, всушност луѓето кои што земаат нешто што не им припаѓа ним, туку земаат нешто туѓо. Тие се, вие ги знаете како кратци во народната литература, тоа се арамии. Тие секоја нова година крадеа елки од шумата, од парковите, па дури и од дворовите. Украдените елки ги носеа на пазар и ги продаваа за многу пари. Но минатата нова година се случи една необична случка. Тоа беше последниот ден од старата година. Новогодишните елки одамна беа украсени. Додека тие, арамиите, се договараа како ќе крадат елки, едно дете стоеше до дрвото и ги слушаше. Првиот арамио велеше: знаеш ли дека во некои домови се уште им требаат елки? Ние досега во шумата украдовме и продадовме многу елки, но сега веќе е доцна, немаме време да одиме во шумата. Ајде да ги земеме секирите и да појдеме во паркот. Таму растат многу убави кадифести елки. И арамиите договорени отидоа во паркот. Детето пак, слушајќи го разговорот, се обраќа кон децата. Деца, ние мораме да ги спасиме кадифестите елки во паркот. Чекајте, јас имам идеја. Ке се облечам во облеката за елка што ја направивме за приредбата и ке застанам во паркот кај кадифестите елки, а вие ке гледате што ке се случи. Така детето се облекува и станува дете елка. Еве, сигурно гледате на сликата дека елката има и очи и чевлички, што значи дека под оваа елка е нашето итро детенце. Тројцата арами доаѓаат кај детето Елка. Леле, колку убава Елка! Висока, зелена, мека како кадифе. Како да е направена од свила. Ајде, прво неа ќе ја пресечеме.
Сигурно ќе ја продадеме за многу пари. Секој ќе сака ваква елка. Арамијата замавнува со секирата, а детето му ја зема секирата. Тогаш првиот Арамија вели: каква е оваа елка? Гледај, ти ја зема секирата. Оваа елка како да е жива. Леле, да бегаме, да бегаме. А детето елка пак вели: сега ќе ви покажам, сега еве вака ги тепај, нафрлувајки се врзнив. Сега ќе видите како се крадат и сечат најубавите елки. Арамијата: помош, помош, оваа елка полуде, леле како мава, помош, помош. Така ви треба, елките од паркот и шумата не треба да се сечат. Новогодишните елки се други елки. Каква елка, овде растат елки, тепачки, за секогаш ќе исчезнеме од овој град, да бегаме, да бегаме. И арамиите си замина. Тогаш до елката дојде едно мало девојче. Колку убава елка, рече малото девојче. Еве и таа тргнала по улица како мене. Елко, ај дојди дома кај мене да ми бидеш новогодишна елка. Знаеш, мајка ми немаше време да ми купи елка. Продавниците се веќе затворени. А детето елка и вели: не плачи, девојче, јас ке те однесам во училиштето. Таму има веќе украсена елка и многу деца. Сите ке играме и пееме околу новогодишната елка. Така историја. Отидоа во училиштето каде што сите деца играа и пееа околу елката. Што мислите, која песна ја пееа? Па нормално, Елко, Елко. Ке сакате дечиња заедно да ја испееме? Ајде. Елко, Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Така, малото девојче беше пресреќно. Драга Елко, многу ти благодарам. Денес сум најсрекното дете на светот. Никогаш не сум видело толку убава кадифеста елка, која зборува, пее и игра. Јас сега морам да си одам. Мајка ми сигурно е загрижена и ме бара. На сите ви ја честитам новата година. Ви посакувам многу здравје, весели игри и среќа. И малото девојче си заминува. А детето Елка пак се соблекува. Еве, другарчиња, видовте како ги избркав арамиите и како го развеселив малото тажно детенце. А сега подгответе се за дочекот на Дедо Мраз. Тој носи подароци за сите нас. Значи, тоа е денешниот драмски текст Случка во новогодишната ноќ. Дали ви се допадна, дечиња? Ви се допадна? Да, и мене искрено ми се допадна. Многу интересна случка во која што имаше моменти во која што запрашувавме како ќе завршат. Нестрпливи бевме да го видиме крајот. Меѓутоа, на крајот се добро се заврши. Така е. Да видиме, да повториме. Кој учествуваше во овој драмски текст? Еве ги учесниците. Тоа е детето Елка, всушност мудрото дете кое што се облече и во претвори во костумот од Елка, потоа кратците Арамии и малото тажно детенце. Каде се случуваше оваа приказна? Се случуваше во паркот во еден град каде што имаше многу елки. Кои важни работи се случија во приказната? Во приказната се случија неколку важни работи. Меѓутоа, најважно е што елките во паркот беа спасени од арамиите од едно бистро и умно девојче кое се досети како да ги надитри арамиите. Дали имаше проблем во драмскиот текст? Кој беше проблемот и како се реши проблемот? Да, имаше проблем. Кој беше проблемот? Проблемот е
беше во тоа што арамиите сака да ги исечат сите елки во паркот и да ги продадат. А како се реши проблемот? Проблемот се реши на многу интересен начин и беа спасени сите елки. Еве ги арамиите како се договараат, меѓутоа гледате и елката со секирата позади нив, како ги чека да ги надмудри. Кој беше твојот омилен дел во приказната? Ова е, дечиња, интересно. Значи, она што треба да го направиме е да го илустрираме вашиот интересен дел. Сигурно имавте интересен дел. Односно, дали кога девојчето се облекуваше во костумот од елката. Дали кога арамиите се договараа како ќе го оштетат градот и ќе ги исечат елките. Потоа, дали кога девојчето ги бркаше арамиите кои решија за секогаш да го напуштат овој град, затоа што беа изплашени од елката која што се движи и зборува. Потоа, може би делот кога дојде малото девојче и го замоли да ја биде новогодишна елка во незиниот дом. Или пак крајот во кој што сите деца весело и среќно играа по околу новогодишната елка. Вие ќе се го одберете омилениот дел, ќе го илустрирате во тетрадка, а потоа дома ќе го прераскажете на вашите најблиски. Во овие денови новогодишни, кога сите сме желни за приказни и убави настани, убави новогодишни настани, многу убаво ќе ви дојде овој новогодишни драмски текст. Се надевам и на домашните многу ќе им се допадне, меѓутоа, она што е најважно е да разбереме што ни е поуката во овој драмски текст. Односно, ние слушнавме, ја разбравме, меѓутоа, дали научивме нешто од неа? Точно, научивме дека дрвата, дечиња, дали треба да ги оштетуваме како арамиите или да ги чуваме како девојчето? Што мислите? Се сложувате со мене. Никогаш како арамеите да ги оштетуваме дрвата, туку колку можеме повеќе да засадуваме, затоа што освен тоа што се украс за нашиот град, тие ни помагаат многу во прочистувањето на воздухот. Секогаш кога можеме да засадиме дрвце, никогаш без потреба да сечеме дрва. Значи, негативните ликови, оние што би рекле со детскиот говор, лошите во драмскиот текст се арамиите, а добрите се двете девојчиња, односно девојчето кое што успеа да се справи со арамиите и да го спаси и паркот и целиот град од арамиите. Овде завршува денешниот час, драги другарчиња, се надевам дека ви се допадна, мене ми беше многу интересно со вас и посакувам насекаде да ја раскажувате случката во новогодишната ноќ. Довидување.